Здрав! Јас сум Жаклина, вие сте на каналот и на Facebook страницата Ти можеш и добре дојдовте во ова ново видео. Ова видео ќе биде малку поинакво од другите видеа, затоа што освен што ќе зборувам за 5 чекори за работа на себе, 5 чекори поблиску до себе, ќе дадам и повеќе информации за работилницата која што ни предстои, односно која што е закажана за 10.10. во 18 часот. Значи, ќе добиете информации за работилницата, меѓутоа ќе добиете и малку подетални информации за 5 чекори кои што ќе ги работиме на работилницата, се разбира дека вие можете и сами на свој начин да ги направите во животот, па затоа останете со мене. Најпрвен би сакала да ви кажам зошто е насловот баш 5 чекори поблиску до себе и од каде ја добив инспирацијата за токму таква работилница. Во моето секојдневно искуство во средбите со луѓето кои ми се блиски и драги, оние кои што се среќавам професионално, со колегите на работа, преку вашите пораки, прашањата, коментарите што ми ги пишувате, она што мојата душа го чувствува, го бара, сака да го каже и да го чуе, ми се потврдува некако заклучокот дека што и да правиме во животот, какви цели да имаме поставено, какви успеси да имаме постигнато или се стремиме да ги постигнеме, ако не сме блиску до себе си, своје на своето, и ако во целиот тој процес, поитање, трчање, постигнување успеси, решавање задачи, сме се изгубиле себе си, сме заборавиле колку вредиме, колку се сакаме, сме заборавиле да бидеме благодарни, сме заборавиле да бидеме одговорни за сопственото здравје и емоционално и психичко и физичко, ние никогаш нема да бидеме задоволни со себе си и со она што сме го постигнале. Секогаш нешто ќе ни недостига. Дури и кога континуирано работиме на себе, дури и кога професионално се бавиме со личниот раст и развој, ние секогаш се среќаваме со одредени предизвици, со одредени проблеми, секогаш доаѓаме во некоја состојба кога барем на кратко се чувствуваме дека нешто не знаеме, дека нешто не можеме, дека можеби е време малку да застанеме и секогаш ни требаат методи, алати, техники како да се носиме со предизвиците кои што животот секојдневно ни ги поставува. Сето тоа заедно ми ја даде идејата да преку овие 5 чекори да започнеме еден процес кон приближување до себе, дури и тогаш кога чувствуваме дека сме многу блиску, затоа што ова работа е нешто кое што трае цел живот и кое што ќе ни овозможи сиот живот да бидеме свесни за тоа што ни се случува и да стоиме стабилно на земјата додека главата ни е некаде во облаците. Првиот чекор на кој што ќе работиме е соочувањето. Соочувањето со себе, соочувањето со состојбата во која што се наоѓаме, соочувањето со тоа каде сме, како сме стигнале до тука, без осуда и без критика, и да се соочиме со се она што сме, што го имаме, што го немаме, како да зборуваме за некој друг, како да размислуваме за некој друг, меѓутоа за некој друг кој бескрајно многу го сакаме и го поддржуваме и некој кој што го разбираме. Како ќе се соочиме, што не е едноставно и лесно, треба да го прифатиме тоа што сме го виделе, откриле, тоа што сме го освестиле. Прифаќањето е многу важен чекор и многу важен дел од оваа работа на себе, затоа што ние можеме да не ги прифатиме работите, можеме постојано да бидеме во некој отпор, меѓутоа тоа ќе ни донесе само фрустрација, ќе ни создаде нови предизвици и проблеми, затоа што на крајот на криштата многу работи се така како што се такви какви што се, благодарение на нашето незнање, неумење или благодарение на влијанието од надвор од другите луѓе, од се она што се случува во светот и во природата, а зашто ние не сме одговорни. Кога веќе ќе ги поминеме соочувањето и прифаќањето, ќе можеме поблиску да видиме колку тоа на вистина и колку тоа безусловно се сакаме себе си. Затоа што ако се сакаме себе си, ќе ни биде многу полесно да се соочиме и многу полесно да се прифатиме такви какви што сме.
А кога ќе се прифатиме токму такви какви што сме и во состојбата во која што сме, тоа значи дека искрено и безусловно се сакаме себе си. Љубовта кон себе е многу важна, затоа што и да направиме во животот, најпрви треба да тргнеме од себе, од личниот мир, од верата во себе, од она што ние го мислиме и чувствуваме за себе. И оттаму како што ќе се представиме, дали во нашите професионални односи, дали во приватните односи, дали во односите секојдневни со било кој луѓето така и ќе не гледаат. И ќе бидеме толку успешни, колку што ние ќе се чувствуваме успешни. А не можеме да се чувствуваме успешни и задоволни ако не се сакаме себе си. Ќе работиме и на благодарноста, и тоа благодарност за се што ни се случувало. Благодарност за се што сме, благодарност и за добрите и за помалку добрите работи, благодарност за се што сме поминали и добро и лошо, затоа што тоа не довело до овде и не направило на крајот на краиштата вакви какви што сме. Благодарност за овој ден и секој ден што го имаме, за да го споделиме меѓу себе, да се радуваме со нашите најблиски и да му се радуваме на животот. И за крај, одговорноста, која што е исто така многу важен чекор, прифаќањето одговорност за себе и за својот живот. Не вина, туку одговорност. Не да се обвинуваме, јас направив, можев така, не вака, и да се држиме некаде за глави. Не, да прифатиме одговорност, дека толку сме знали, толку сме умели, дека е така како што е, меѓутоа ние безусловно се сакаме себе си, безусловно сме благодарни за сите дадени можности, се што ни се случило во животот. Значи, прифаќаме одговорност и продолжуваме понатаму да си го креираме и живееме животот. Ете, тоа е накратко за она што ќе го работиме на работилницата. Вие ќе работите главно сами, односно под моје раководство, со мои насоки, јас ќе бидам таму да помогнам секому каде што треба. Меѓутоа, ако сакате да имате успешна работилница, треба да имате пред се отворен ум и отворено срце, желба да поминете низ овие процеси и ако е така, тогаш се ќе биде едноставно и лесно. Тие 5 чекори, вежбите кои што ќе ги работиме, методите, техниките, алатките кои јас ќе ги споделам со вас и кои во најголем дел се од програмата Креирај се себе си, а еден дел од моето животно искуство, од она што јас сум го применувала, од она што мене ми помогнало. И тие се алатки, методи и техники кои што ќе можете и понатаму и сами дома да ги применувате за да ги завршите процесите кои сте ги отворили или ќе ги отвориме, или пак за решавање на некои помали предизвици со кои што сите се соочуваме секојдневно. Значи, дојдете на работилницата со добра волја, со позитивна енергија, со отворен ум и срце, со топла душа, а другото се ќе биде онака како што треба да биде и ќе биде најдобро. Ќе имаме 3 прекрасни часа во кои што ќе размениме искуства, позитивна енергија, ќе си дадеме љубов и себе си и на другите околу нас и едноставно ќе видиме дека ние можеме да си посветиме себе си 3 часа во кои што ќе чекориме само кон себе, во кои што ќе оствариме средба со себе, во кој што ќе разбудиме некои работи кои што можеби и одамна заспале и ќе се запознаеме можеби себе си на едно друго ниво. Ви благодарам за интересот за работилницата, ви благодарам на сите што ќе уплатите и ќе дојдете, ви благодарам на сите што ме следите на социјалните мрежи и што го отделувате своето време и што ми посветувате дел од вашето внимание. За крај, како и секогаш, што и да посакате, ако навистина верувате и ако навистина сакате, вие можете. Немојте никому да дозволите да ве убеди дека нешто не можете. Се гледаме наскоро, имајте убав ден.